civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ја мислам дека шарената револуција многу долго се подготвуваше. Тоа беше еден долг, спор процес, меѓутоа се манифестираше уште со првите излегувања на граѓанските организации поврзани со екологијата, меѓутоа исто така и со некои решенија на Уставниот суд, кои што се однесуваат на урбаните решенија со кои што уште и денеска не можеме да се справиме во главниот град, меѓутоа и ширум нашата држава. Така што мислам дека некогаш се мисли дека шарената револуција била создадена одеднаш во тој момент, еднонаменски и слично. Лично ја мислам дека таа пополека го кумулираше она што представува граѓанско незадоволство од начинот на кој што се развиваше државата, го кумулираше сето незадоволство од несоодветниот развој на демократијата и владењето на правото и посебно заштитата на човековите права. И може да се каже дека оние мали 50, 60, 70, 100 души групи кои што во продолжителен период со години се собираа, па дури во одреден момент почнавме да велиме дека најверојатно ќе се ородиме на крај, бидејќи исти луѓе излегувавме да протестираме за различни нешта, меѓутоа во одреден момент тоа континуирано излегување им даде сила на поголем дел од луѓето. Им покажа на луѓето дека тоа е алатка која што може да биде искористена. И мислам дека првото вистинско избувнување на она што представува навестување на шарената револуција беше всушност протестирање за смртта на Мартин Нешковски. И тоа беше навистина неверојатно покажување на моќта на граѓанското здружување, кое што се спротистави на она што представува најстрашен дел од секоја држава, а тоа е полицијата и апаратот за спроведување на одлуките на државата. Потоа се појавија студентскиот и професорскиот пленум. Тоа беше оној втор изблик на незадоволство кој што ги спои луѓето од различни структури, од различни етнички групи, со различни убедувања, меѓутоа поврзани во врска со одредена цел која што се однесуваше токму како на автономијата на универзитетот, така и на она што представува заштита на образованието од постапувањето на државата. И потоа постепено се градеше основата за појавувањето на шарената револуција како нешто навистина најпрекрасно што се случило во Македонија. Значи, шарената револуција беше обединување на многу различни луѓе, на луѓе со различни идеологии, со различни видувања на светот, дури и со различни цели заради кои што влегуваат во таа шарена револуција, меѓутоа кои што сметаат дека можат заедно да настапат во врска со рушење на режимот кој што ја уништува различноста. Значи, не беше работата на шарената револуција да се промовира еден концепт, да се промовира една идеја, да се промовира една идеологија. Не, работата беше да се сруши режимот кој што не дозволуваше различни концепти, различни идеологии, различни видувања на сегашноста и иднината и на се што представува заедништво во државата. И заради тоа, кога ќе ми речат дека
дали се оствариле целите на шарената револуција. Да, целите на шарената револуција се остварени, бидејќи целта беше да се создадат услови во кои што ќе може да постои различноста. Ние имаме сега такви услови во кои што може да постои различноста. Не е идеална ситуацијата, имаме уште многу пат да изодиме, имаме уште многу работа да направиме, меѓутоа во моментот ја имаме почвата на која што можеме да работиме и тоа е најголемиот успех на шарената револуција според мене. Она што најмногу ми е жал е тоа што не остана ниту еден символ од шарената револуција. Според мене, она ругло од триумфална капија, која што толку убаво го ишаравме, го обоивме и го оживеавме, требаше да биде символ на шарената револуција. Требаше да остане шарено, требаше да остане ишкртано, требаше да остане со сите белези кои што ги оставивме од фрлените јајца до фрлената боја до напишаните графити. Навистина, мислам дека е срамота што дури и оваа власт која што сега имаме не ја разбра потребата од постоењето на таков символ. Прво, кој што секогаш ќе им дава сила на граѓаните да се спротистават тогаш кога државата работи против нивните интереси, и второ, која што ќе ја подсетува секоја власт дека е таму поставено од граѓаните и дека треба да работи за граѓаните и дека во секој момент може тие исти граѓани да се соберат и да се протистават на несоодветното делување на таа власт. Навистина, тоа ми е многу криво и мислам дека е тоа неверојатно голема грешка. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.